Зошто се одлучивте на ваков начин на одбележување на глобалниот ден на изборите? Глобалниот ден на изборите, стручната служба оваа година за прв пат во Државната изборна комисија организира отворен едукативен ден за граѓаните. Се одлучивме на ваков начин на одбележување, бидејќи во изминатите години сме имале повеќе различни начини, како организирање на тркалезни маси, дебати и така натаму, меѓутоа никогаш не сме ги повикале граѓаните за кои порочами постоиме, односно постоиме за да го заштитиме и унапредиме остварувањето на правото на глас на граѓаните. Токму затоа, за да го ставиме граѓанинот на прво место, одлучивме денеска на таков начин да го прославиме глобалниот ден на изборите. Кои беа најчистите прашања кои ги поставуваа граѓаните? Секако фокусот беше на избирачкото право, односно на начинот на запишување во избирачкиот список и на начинот на водење на избирачкиот список, односно како нашата стручна служба го води и го ажурира избирачкиот список. Имаше интерес од граѓаните да се проверат во електронската апликација, имаме овде работно катче специјално за тоа. По завршувањето на едукативната презентација, секој кој сака може да направи електронски увид во избирачкиот список. Дали се случило, конкретно денеска, никој да не успее да се пронајде на избирачкиот список? До сега немаме таква информација, меѓутоа токму затоа е ова едукативен ден, доколку се случи такво нешто, ги информираме граѓаните, ги едуцираме како да постапат доколку не се запишани во избирачкиот список, а ги исполнуваат сите услови да бидат запишани. Која е постапката всушност? Можете малку да ни појасните? Секако да. Сме објасниле многу пати досега, меѓутоа со оглед дека сме имале и на изминатите избори и на изборите пред тоа приговори од граѓани кои не се запишани во избирачкиот список, затоа одлучивме дека е потребно поголемо информирање и едуцирање. Оние граѓани кои што поседуваат важечки документ за лична идентификација, имаат живеалиште на територијата на Република Македонија и секако полни 18 години, а не се запишани во избирачкиот список, можат со тој документ за лична идентификација, лична карта или пасош да одат во кое било од нашите подрачни оделенија и канцеларии и да поднесат барање за запишување во избирачкиот список. Нашите колеги веднаш го процесираат тоа барање и на наредниот пресек на избирачкиот список, кој што ќе го објавиме квартално, тие веќе ќе бидат запишани.